Почитувани гледачи, вие следите емисијата Одговори на тешки прашања. Дали Библијата има надприродни својства? Е прашање за кое денеска ќе разговараме. Библијата, може да кажеме, почитувани гледачи, е необична книга. Не е иста како и останатите книги што денеска ние ги поседуваме. Објавено е како надприродна Божја реч, напишана преку човечки суштества. Ова е можно бидејќи Богот на Библијата е неограничен во неговите можности. До тој заклучок секако доаѓаме не поради однапред смислен став или бескајно размислување, туку поради фактите. Некој рекол дека пред фактите и боговите молчат. За да прифатиме една книга, дека доаѓа од семокниот Бог, таа мора да исполнува одредени барања или услови. Прво, тоа мора точно и верно да ни биде пренесено од периодот кога е првично напишано, за да имаме вистинска представа за она што Бог го рекол и направил. Исто така, мора да биде точно кога се работи за историски личности и настани. Книга во која се, например, мешаат датумите, настаните, нема право да тврди дека авторот е прогресивниот Бог. Понатаму, секој откровение од Бога треба да биде ослободено од научни, јас би ги нарекол, глупости, кои би покажали дека таквото пишување е дело од човечко потекло. И во основа, секој дело што доаѓа од Бога мора да ги исполнува горе наведените услови или барања. Библијата токму го прави тоа и многу повеќе од тоа. Кога се испитуваат, например, фактите, Библијата го покажува низиното божествено потекло. Текстовите на Библијата биле пренесувани и тоа со голема точност. Може да бидеме 100% сигурни дека она што денеска ние го имаме, како книга, како Библија и овие 66 книги, од кои е составена целата Библија, може 100% да веруваме дека се верни на оригиналот или дека е направено точен препис или опис на она што било напишано во минатото. Например, има многу повеќе докази за веродостојноста на текстот на Новиот Завет како вистински одраз на она што е првично напишано, отколку за било кој од тие 30 дела на класичната литература заедно. Ако некој денеска ги оцени овие текстови на Новиот Завет со истите стандарди и критериуми што се користат за проверка на грчките класици, ќе открие дека има безброј факти кои го подкрепуваат Новиот Завет дека е веродостоен. Ако се тврди дека ги поседуваме автентичните текстови на класичната литература, тогаш сме принудени да признаеме дека го поседуваме и оригиналниот текст на Новиот Завет, затоа што некои теолози ги оспоруваат некои делови од Новиот Завет. Не само што текстот на Новиот Завет има многу повеќе докази за неговата веродостојност, туку тој текст е во подобра состојба, например, од 37-те драми на Вилијам Шекспир, кои се напишани некаде во 17-тиот век, после пронаѓањето на машината за пишување. Во секоја драма, например, на Шекспир, има празнини. Значи, има текстови кои се празни, ништо не пишува во нив. Во тој секако печатен текст, па не можеме да знаеме што содржал оригиналниот текст. Ова ги принудува денеска, почитувани гледачи, експертите на античките текстови да предвидат начини на пополнување или поправка. Значи, таа празнина тие претпоставуваат и нешто допишуваат на она што, например, го мислел Вилијам Шекспир. Значи, ги пополнуваат тие празнини. Но во изобилството на ракописи на Новиот Завет, а ги има преку 25.000 такви напишани рачни примероци, ништо не се изгубило со копирање или со припишување на самиот текст. Историјата запишана во Библијата исто така докажува дека е точна. Колку што можевме да провериме имињата, например, местата, настаните спомнати во Библијата се напишани со голема точност, а денес археологијата тоа ни го потврдува. Например,
книгата Дела на апостолите, која некогаш се сметала за лажно дело, современите откривачи докажале дека се привично точни. Например, историчарот Шервин Вајт напишал, што се однесува до делата на апостолите. Тие се потврдени историски и со изобилство докази. Секој обид да се отфрли нивната основна историчност, дури во однос на деталите, сега изгледа безсмислен. Римските историчари одамна го зема тој факт здраво за готово. Оние кои тврдат, почитувани гледачи, дека Библијата е историски неконзистентна, не се професионални историчари. Зато познатиот археолог Вилијам Олбрајт рекол: сите школи од минатото или сегашноста кои се занимаваат со критиката на Новиот Завет се од преархеолошки тип, а бидејќи биле основани во воздухот, сега се застарени. Сведочењето на историските факти ни кажува дека можеме да веруваме денеска на Библијата, како безпрекорен точен документ. И денеска многу археолози ја земат Библијата како карта, археолошка карта, кога одат на Блискиот Исток и кога пронаоѓаат разни работи в земја, ја земат Библијата да откријат градови, села, патишта и така натаму. Кога Библијата навлегува во областа на науката, тоа го прави на едноставен начин, но сепак правилни и точни изрази без никакви промашувања. Додека, например, небиблиските извештаи за создавањето на универзумот или на земјата, како и другите научни концепти се граничат со смешни и безмислени изрази. Библијата никогаш не запаѓа или, да кажеме, не се впушта во таква неволја. Ова не би се очекувало од книга напишана од луѓе пред научната ера. Концептите поврзани со науката се запишани со ограничен приказ на создавањето во првата книга Мојсеева. Библискиот извештај е точен и верен, концизен, во директна спротивност со несмасната вавилонска приказна која тврди, например, дека земјата е создадена од распарчените делови на еден од боговите по нивната борба со небото. Исто така, потопот на Ное бил представен на едноставен, но точен начин со термини кои се исто така научно значајни. Јасност и прикажувањето на она што е важно во Библијата е очекувано кога таа користи описни термини, бидејќи сметаме дека таа книга е инспирирана од Бога. И затоа писателите на Библијата не можеле да погрешат, бидејќи Бог ги вдахнал, Бог тој им го открил и тие тоа го запишале. Не само што Библијата, почитувани гледачи, ги исполнува минималните барања за да биде книга што доаѓа од Бога, туку содржи и силни докази дека таа е од божествено потекло. Тоа може, например, да се види во извонредното единство на целата Библија. Ние во минатата емисија спомнавме дека Библијата пишувале 40 писатели, живееле во еден долг временски период од 1500 години, но биле водени од Божиот дух. Така да гледаме дека кога подлабоко го разгледуваме значењето, единството на Библијата ни дава причина да веруваме дека таа е надприродна книга. Погледнете го, например, ова. Ако изберете 10 луѓе кои живееле во ист историски период, например, во иста географска област, со исто образование, со ист јазик и побарате од нив самостојно да напишат свој концепт за Бога, резултатот би бил се освен единствен пристап кон тој концепт. Исто би било кога би побарале од нив да пишуваат за човекот, за човековото страдање, бидејќи човечката природа е да ги опишува контраверзните концепти на различни начини. Меѓутоа, почитувани, писателите на Библијата не се согласуваат само за овие прашања, туку и за многу други. Те создаваат целосно единство и хармонија. И Библијата според тоа има само еден извештај, од почетокот
до крајот, иако Бог користел различни луѓе за да го запишат тоа. Надприродниот карактер на Библијата е причината зошто ние денеска, во овој 21 век, треба да веруваме дека Библијата е вистинска книга. Врз основа на многуте докази, веруваме дека Библијата е со надприроден карактер кој потекнува од Бога. Почитувани гледачи, ви благодарам на вашето внимание. Се гледаме во наредната емисија со ново прашање. Пријатно.